Добре дојде во студио за господинот Маријанчо Николов, пратеник од СДСМ. Вие предвидувате дека буџетот денеска би бил донесен во доцните часови, иако пред 2 дена рековте дека има 393 амандмани кои остануваат неразгледани. Мислите во текот на овој ден се да биде разгледано, господин Николов? Или ги повлекувате амандманите? Не, амандманите не се повлечени. Знаете дека во рокот предвиден со деловникот за поднесување на амандмани на буџетот за 2014 година беа поднесени 684 амандмани. Од нив на Комисијата за финансирање и буџет беа разгледани 291 и истече деловничкиот рок од 10 работни дена, кој што е предвиден да трае расправата на Комисијата за финансирање и буџет за амандманите и општата расправа. Тука ја прекинавме седницата и останатите 393 амандмани не беа разгледани, бидејќи деловникот така налага да не може повеќе Комисијата за финансирање и буџет да работи 10 дена најмногу за носење на буџетот и негово разгледување на Комисијата за финансирање и буџет. Добро, важни ли се овие амандмани што вие така се откажувате толку лесно од нив? Па, секој амандман е важен. Прво, секој пратеник има уставно право да интервенира на предлозите на владата со амандман. Значи, зборуваме и за уставна категорија, дека секој пратеник. И амандманите се однесуваат во најголем дел за реални потреби на граѓаните, за водоводи, канализации, училишта, патишта и така натака, нешто што е суштински потребно во средините од каде што доаѓаат пратеници. Добро, зашто не инсистирате да биде продолжена или продолжена расправата, или стравувате дека ќе се вратите на 24 декември, ќе се повтори од лани 24 декември? Па, инсистирањето да продолжи комисијата, каде што се разгледуваат амандманите, нема деловничка можност и предпоставам повторно би дошле на ситуација во која што меѓусебни обвинувања би дошли и до некои непријатни ситуации во собранието и овие амандмани за жал 393 поднесени од најголем дел од колеги пратеници од опозицијата ќе останат нотирани во извештајот на Комисијата за финансирање и буџет како неразгледани и ќе остане обврската во иднина да се размисли како да не се спречи пратеник во собранието на Република Македонија за амандман што го поднел да не се расправа. Тоа е многу важно, бидејќи Уставот му гарантира на пратеникот право да поднесе амандман. Добро. Ајде околу буџетот ве молам. Во вашето излагање кажавте дека се работи за реален буџет, а не буџет на желби, така го нарекувате буџетот на власта. Дека е предизборно манипулирање, дека налажи че им даваат преку буџетот на пензионерите, на социјалните случаи, пари, дека не се грижат воопшто за граѓаните. Не се ли ова исто предизборни манипулации од страна на опозицијата? Кои се вашите аргументи? Се трудиме колку што може пореално да представиме сликата со трошењето на парите на граѓаните. За жал владата пред секој избори оди со буџет кој што навестува бенефиции за одредени категории на граѓани само со цел да ги придобие нивните гласови. Така и за буџетот за 2014 година владата вели ќе ја покачи социјалната помош за 5%, на пензионерите ќе им ги покачи пензиите за 5%, но ќе им го укине усогласувањето кој што им следи цела година и така ќе се доведе у ситуација да фактички кратејќи им го усогласувањето 2 пати у годината на пензиите, владата тоа си го препише како покачување на пензии, а доколку не го скратеше усогласувањето, пензиите реално повторно ќе порастеа меѓу 3 и 5%. И затоа овој буџет, и тоа пазите, ќе се прави во март, кога се очекува да биде можеби првиот круг на редовните претседателски избори, за да може тие гласачи да речат еве владата се грижи за нас. Процентуално колку се тие гласачи? Па не е мала бројка, значи бројот на пензионери е околу 280.000, корисници на социјална помош се исто така помеѓу 140 и 160.000. Верувате дека не се свесни пензионерите, земјоделците, социјалците, дека немаат воопшто пари? Па со многу граѓани кои што сме контактирале и со пензионери и со корисници на социјална помош,
велат не може они со покачување на пример на еден корисник на социјална помош, ако е единен сам корисник, највисокиот износ на социјална помош е 2200 денари, после 2 години 1100 денари, значи него 5% покачување би му изнесувало 50 до 100 денари. А инфлацијата колку? А инфлацијата, тоа е најинтересната работа, дека владата сама признава во буџетот за 2014 дека инфлацијата ќе расте повише од платите. Значи инфлацијата предвидува да биде 3,3%, а платите да растат 2,4%, што значи дека граѓаните ќе бидат посиромашни, ќе имаат помала куповна моќ да купуваат производи. Владата сама го признаа тоа во буџетот, а вели дека се грижи за граѓаните. Значи тоа е контрадикторно едно со друго. Го чувствуваат, велите, ова граѓаните. Да, тогаш не би било предизборна манипулација ако се удрени по џеботи, ако воопшто немаат можност, не знаат како воопшто да преживеат, не да живеат. Да, граѓаните за жал стануваат свесни поради тешкотиите на животот, бидејќи секоја година животот им е се потежок и потежок, и ја лично очекувам да голем број на граѓани не наседат на овај маркетинг на владата и да сватат дека и ова покачување е само заради да ги придобијат гласовите, а не затоа што владата реално сака да им помогне да им го подобри животниот стандард, бидејќи куповната моќ и стандардот од година во година опаѓа и сиромаштијата во Република Македонија достигнува страшни размери. Процентуално на 31%? Да, процентуално на околу 30% од македонските граѓани се сиромашни и тука сме меѓу првите земји во Европа. Вие знаете дека Светска банка испадна со табела дека според паритетот на куповната моќ, односно Евростат според паритетот на куповната моќ, македонските граѓани се трети во Европа, односно позади нас се само Албанија и Босна. Значи ние сме едни од најсиромашните граѓани во Европа и дека пензиите и платите во Република Македонија се најниски убедливо во целиот регион. Добро. Господинот Ставревски, вице-премиерот Ставревски и министер за финансии, не се согласува со вас. Тој вели дека 2014 буџетот ќе овозможи подинамичен економски раст преку реализација на капитални инвестиции. 11% тие капитални инвестиции се поголеми во однос на 2013 година. Ќе биде одржана социјалната стабилност, големен износ за пензии и социјална помош. И субвенции се разбира. Кои се тие капитални инвестиции? Зошто не се согласувате со нив? Па, знаете, власта нас не обвинува дека стално го критикуваме буџетот, а тие, за жал, постојано употребуваат истата реторика. И министерот за финансии на ова образлагање во собранието на буџетот вели дека буџетот е развоен. Еве само неколку ставки сакам да ви прочитам. Значи, владата планира за зградата на Министерството за финансии да се потрошат 755 милиони денари, околу 12,5 милиони евра, а за гасификација ќе дадат 4 милиони евра. Значи сега, ако веќе вели дека буџетот е развоен владата, зошто не е обратна ситуацијата? Побитно е да има гасификација, граѓаните да имаат и стопанството ефтини енергенси, на крајот на кришта и да не се задушува Скопје во смог, бидејќи поголем број на граѓани ќе користат еколошки чисто гориво, а владата се определила за себе, за своите административни згради, 1 милиарда и 863 милиона, односно 30 милиони евра, а замислете за гасификација 4 милиони евра, за развој на железничката инфраструктура 9 милиони евра. И, значи, кој ќе ги споредите, не носи развој изградбата на административни згради, на владените институции, носи развој изградбата на гасификација, на железничка инфраструктура, на проекти од енергетиката. Министерот Ставревски не се согласува со вас, во излагањето вели дека растот на градежништвото значи обезбедување на работа, како и механизација на компании. Да, растот на градежништвото... Освен тоа, доколку се барок, ни се очекува дека туризмот уште повеќе би се зголемил, господин Николов. Тоа се аргументите на владата.
градежништвото би се развивало и ако владата место во Скопје 2014 инвестираше во патишта, во енергетика, во железничка инфраструктура, во проекти кои што на долг рок носат развој. Сега со инвестирањето во проектот Скопје 2014 владата еднократно го помага градежништвото, но долгорочно зградите, не знам, на археолошкиот музеј, уставниот суд, сите тие згради не носат нова вредност. Не отвараат работни места. 8 милиони, стотици милиони туристи. Па ги нема. Значи ги нема и туристите, иако покажуваат статистиките одредено зголемување на посетеност на туристите, но туризмот, знаете како, се развива кога претходно некои други предуслови ќе исполните. Треба граѓаните да ви имаат доволна куповна моќ, да можат и тие да посетат. Еве сега да земете, јас ви гарантирам, голем дел од граѓаните во Република Македонија, посебно од изборната единица 3, јака и што доаѓам, немаат финансиски средства да допатуваат до Скопје, а не да ги видат проектите. Ако владата мисли на туристи од други земји, тогаш треба да видиме како би дошле, зошто би дошле и што би прави. Но без економија нема развој на државата. Добро. Која е просечната плата во Македонија? Просечната плата во Република Македонија е околу 21.000 денари, но таа просечна плата ја добиваат најголем дел од вработените во јавната администрација и во другите услужни сектори, додека вработените во текстилната индустрија, градежништвото, реалниот сектор, многу малку од нив имаат можност да примаат плата од 21.000 денари. Ако синдикатот вели дека за 4 члено семејство се потребни 32.144 денари, значи невозможно е да се живее со оваква просечна плата. Каде е дното на сиромаштијата, господине Николов? Дното, знаете, официјалните статистики предвидуваат дно најниска сиромаштија ако имате дневно на располагање $2 за да преживеете. Кај нас во Република Македонија, за жал, се повеќе се продлабочува таа релативна сиромаштија и се помал број на граѓани имаат можност да преживеат дури ако земаат една просечна плата. Кај нас трошоците, ако ги споредите со трошоците во западните земји, се обратно пропорционални од ниве. Значи, кај нас за храна се трошат 60 до 70% од личниот доход. 20 до 30% за сметки. Другото што останува е, да речеме, за други потреби. На Запад е поинак. Запад 20% се троши за храна, 10% за сметки, 70% имате за облека, за културно-забавен живот, за други работи. Значи, кај нас во Македонија, што е најлошо, тој процент од просечниот личен доход кој што се троши за најосновни животни потреби, односно за преживување, се зголемува. Значи, граѓаните немаат пари, освен за евентуално храна и најголем дел од нив не можат и да ги платат сметките. Добро, но дното се уште не е допрено, според она што го говорите. Дното Република Македонија за дел од граѓаните одамна е допрено и за жал има семејства кои што живеат во мрак, немаат леп да јадат и немаат перспектива во животот. Значи, има многу такви семејства за жал. Едни од нив се и стечајните работници кои што пред неколку дена расправавме во собрание за нивниот проблем. И за жал не ситуацијата да оди кон подобро, оди кон полошо. И самиот податок дека многу граѓани се повеќе си одат од Република Македонија или земаат бугарски пасоши, треба да го загрижи секој во Република Македонија дека кај нас сиромаштијата веќе тропа на секоја врата. Секоја втора врата ќе се земам за право да зборам дека тропа сиромаштија. Дека луѓето немаат можност да се ги задоволат основните екзистенцијални потреби. Секоја година алармирате и слично говорите, односно опозицијата вака говори. Изборите не го покажуваат тоа. Народот не ја казнува власта, сепак. Па, знаете како, ние од опозицијата
имаме забелешка на изборниот процес дека изборите за жал имаат многу неразјаснети сегменти кои што никако владата да прифати да се радат. Прво имаме непрочистен избирачки список кои што се темели на голем број на гласачи кои што фантомски стојат на списокот и нивната бројка добива алармантни размери, се зборува помеѓу 40 и 80 илјади гласачи дека ги има на избирачкиот список, а реално не се присутни во Република Македонија. Понатака зборуваме за користење на инструментите на државата во смисла на делење на еднократни социјални помошти пред избори, исплаќање на субвенциите во петок, а во недела е гласањето на земјоделците. Списоци кои беа пронајдени од новинарите кои беа презентирани во медиумите. Проценка е доколку би се создале предуслови за едни нормални, фер, демократски избори, тогаш граѓаните би ги казниле ваквите политики на власт. Јас сум убеден дека власта не би добила доверба и граѓаните би гласале за опозицијата. Добро, јас благодарам што бевте гостин. Фала ви вас.